Денеска сум во посета на Крушевскиот регион, ќе во мојата агенда имам предвидено да ги посетам Норово, Пресил и Бучин селото, на разговор со земјоделците околу актуелните проблеми, сите оние политики кои што во моментов се актуелни во земјоделскиот сектор. Накратко сакам да им најавам и неколку работи кои што ќе бидат приоритет на идната влада која ќе формира ВМРО-ДПМН. Едноставно овие теренски посети кои што ги правам изминативе 6 месеци како технички министер за земјоделство е да ја следам ситуацијата директно од терен, затоа што тука се и проблемите, тука се и решенијата. Практично оваа комуникација во овој сектор е неминовна да биде на дневна основа. Денеска ќе разговараме за сите актуелни теми, меѓу кои и тутуно производството за нареднава реколта, кој што исто така една од битните теми. Како што знаете, имаме во најава дека можно да се случат некои проблеми кои што не би сакал да ескалираат. Едноставно сега во овој разговор да превенираме што би можеле да направиме во наредниот период. Исто така се интересира луѓето околу мерката зелена нафта за 2020. Како што знаете, јас пред неколку дена одржав пресконференција, обелоденив дека Министерството за земјоделство преку владата на еден подмолен начин ја измени програмати од предвидените 280 милиони денари кои што беа за оваа година предвидени, одзема 100 милиони денари и ги стави во ставката исплата на заостанати субвенции. Тоа практично од една страна значи дека таа така наречена мерка зелена нафта доживеа колапс, а од друга страна владата и ресорниот министер признава дека дупката во буџетот во делот на исплата на субвенции е огромна. Така да ова е повеќе од жална ситуација што се случува во моментов, меѓутоа јас сум оптимиста, знам дека доаѓаат подобри времиња и за Република Македонија и за општина Крушево. Ова со зелената нафта значи дека сите земјоделци не добија зелена нафта, а што имаа право да добијат, оти нели една група беа исклучени. Мислам, не им следуваше, меѓутоа оние на кои што им следуваше дали испадна дека не следува. Минатата година за прв пат почна да реализираат мерката и беше предвидено 30% да имаат земјоделците картици на кои што ќе подигнат зелена нафта. Само за ваша информација, околу 25% од земјоделците не ги подигнаа ланските картици, затоа што со 500 денари да патувате 10 км до неблиската бензинска пумпа, пред се ќе изгубите време, а нема да компензирате ништо во вашиот трошок. Оваа година планот на Министерството и на владата на Зоран Заев беше да поддршката биде 50%, меѓутоа сведоци бевме владата први ја качи акцизата, сега гледаме кратење на средствата од 100 милиони денари за оваа ставка, едноставно тотално фијаско во мерката зелена нафта. На земјоделците им требаат реални проекти и мерки кои што реално ќе имаат удел во нивното производство и ќе компензираат некаков губиток. Ова што се случува во моментов е чист популизам, купување гласови пред избори, а земјоделецот ќе остане без решени проблеми. Значи, кратко и јасно сметате дека проектот зелена нафта е пропаднат проект, или? Тотално пропаднат проект, значи тоа се неколку реченици на хартија кои што реално, како што неколку пати кажав, не го решава проблемот на земјоделецот. Ние во идното 4-годишно функционирање ќе помогнеме реално со реални проекти, реални ситуации кои што ќе бидат навистина од полза за земјоделците.